Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Близу 500.000 евра планира да потроши општина Кочани во текот на идната година, за да ги изгради и реконструира локалните патишта и улиците. Најголем дел од парите се планирани за изградба и асфалтирање на 5 улици во Кочани и во населбата Оризари. Локалната самоуправа на Кочани веќе ги планира трошоците за инфраструктурни и капитални зафати за наредната година. Во делот за изградба и реконструкција на локалните патишти и улици е предвидено дека на општината ќе бидат потребни близу 30 милиони денари. Во програмата, што беше усвоена и од страна на Советот, покрај редовното одржување на сообраќајниците, зацртано е да се направи доасфалтирање на улиците Скопска, Петар Синадинов и 555, како и 2 крака од Вера Которка и други помали улици со должина до 150 метри во Кочани. За овие активности планирани се 11,5 милиони денари. Исто така, во програмата е влезено и асфалтирањето на улиците Карпошово, Востание и Асном во населбата Оризари, како и пробивање, прочистување ридско-планински патишта и тампонирање на улици, за што ќе се наменат 13,5 милиони денари. Останатите пари се за учество на општината со своји средства во проекти за кои ќе се добијат донации. Според градоначалникот Илиев, освен за улиците кои се влезени во програмата, се размислува и за изградба на други, како што е спојувањето на Генерал Апостолски и Лазар Стоименов во Оризари со улицата Енгелсова во Кочани или меѓу местното население позната како Пазарски пат. Тоа е една од најкритичните улици, за таа за жал немаме проект, јас лично се заинтересирав, немаме проект и задача на службите е што е можно побрзо да изготвиме проектна документација и ќе конкурираме веднаш во Министерството за транспорт и врски. Инаку, од Светска банка е одобрена донација од околу 4 милиони и 300.000 денари за реализација на улиците Карпошово, Востание и Јасном во Оризари. Дополнително, за оваа намена, општина Кочани треба да обезбеди близу 2 милиони денари. Во план е и финансирањето на изградбата на улицата Кресненско Востание, под услов ако се обезбедат доволно пари во буџетот. Дополнително, преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ќе се аплицира за средства за изградба на патишта до 1 километар во руралните подрачја, за поврзување на селото Горно Градче со Кочани, како и за изградба на пристапен пат до манастирот Добра вода. Нов начин на приближување на науката до студентите започнува да применува Универзитетот Гоце Делчев. При тоа, покрај познати професори, книжевници и уметници од Македонија, ќе бидат поканети и гости од странство. Универзитетот Гоце Делчев започнува серија настани насловени «Наука за живот», за да им се доближи науката на студентите. Всушност, целта е научните дисциплини да се приближат преку научно-популарни предавања. При тоа, како предавачи, ќе бидат ангажирани универзитетски професори од Македонија и од странство, како и членови на Македонската академија на науките и уметностите. Во предавањата ќе се користат едноставни примери од областа на геологијата, астрофизиката, медицината, правото и образованието. Според проректорот Кирил Барбареев, главната заложба е на студентите да им се приближи науката, а со тоа да се постигнат и ефекти во нивната општообразовна култура. Покрај излагањата поврзани со филозофија на правото, се зборува за климатските промени и за она кое што секојдневно се зборува за загадувањето на воздухот, каде се движи светот, што се случува со дигитализацијата и образовните политики во светот, што се случува со луѓе, со личности кои што направиле многу, а никој не ги препознал, а веќе нивните дела биле реализирани преку некои други личности. Така да идејата е на еден поедноставен начин, во еден пократок временски период од 10 до 15 минути да се споделат такви информации. На почетокот од научно-популарниот пристап во представувањето на науката пред студентите, веќе се зборуваше за климатските промени и геологијата, како и за популарни теми од областа на правото. Во наредниот период во план е да се обработат теми од книжевноста и театарската уметност, при што ќе зборуваат познати професори и актери од Македонија и од странство. Во тек е процедурата за донесување на детален урбанистички план за градската четврт број 16 во Кочани. По тој повод локалната самоуправа ги повикува граѓаните, здруженијата и правните лица со своји забелешки да се вклучат во јавната презентација, што ќе се одржи во вторник. Урбанистичкото уредување на една од постојните локации во Кочани веќе е ставено на хартија и како предлог им се нуди на граѓаните.
Со оглед на законската процедура, закажана е јавна расправа, во која ќе може да се вклучат и тие. Своите забелешки, граѓаните, здруженијата и правните лица ќе можат да ги достават во вторник, 28 ноември, на јавната презентација, што со почеток од 11 часот ќе се одржи во салата на Советот на општина Кочани. На презентацијата ќе бидат представени измените на деталниот урбанистички план за така наречената градска четврт 16, што се наоѓа на локацијата на старата индустријска зона, а чија граница од север и од запад е улицата Никола Карев, на североисток улиците Теодосија Паунов и ново проектирана 5, а на југ и југоисток улицата ново проектирана 1. Измените во планот се однесуваат за периодот од 2017 до 2022 година, а во него се опфатени поголем број парцели на површина од 56 хектари, што се наменети за стопанска дејност. Планот, што го изработи проектантската фирма Билт од Скопје, може да се види и на огласната табла пред влезот на зградата на општина Кочани, како и на веб страницата на општината. Заедно со јавната презентација ќе се организира и јавна анкета за измените на деталниот урбанистички план, а што ќе трае до 15 декември. Во овој рок, заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје што е опфатено со планот, ќе можат да достават забелешки и предлози на анкетни листови во писмена форма, што можат да се подигнат во архивата на општинската зграда, како и од веб страницата на општина Кочани. Во прилог на анкетните листови, граѓаните треба да достават копија од катастарскиот план и имотен лист за парцелата за која се доставува забелешката. Пресред на одбележување на празникот 25 ноември и денот на основањето на установата, како и 78 годишнината од отпечатувањето на култните рацинови бели мугри, во Центарот за култура во Кочани се одржа промоција на стрип книгата Кочо Рацин, живот, песни и смрт. Книгата е во издание на Стрип Центарот на Македонија со седиште во Велес. Промоција на стрип книгата Кочо Рацин, живот, песни и смрт се одржа во Центарот за култура Бели мугри, која што е во издание на Стрип Центарот на Македонија со седиште во Велес. Стрип книгата е дело на авторот Ване Трајков, а ликовните илустрации ги подготвил Димитри Михајловски. Промотор на книгата беше самиот автор, кој што истакна дека книгата денеска ја доживува својата прва промоција. Далечната 1961 година во списанието за млади наш свет првпат се појави за Кочо Рацин едно стрипче на 2 страници од доајенот на македонскиот стрип Миле Топус од Скопје. Еве 50 на години од тој датум, од таа година, Стрип Центарот на Македонија од Велес, благодарение на Министерството за култура, ја направи стрип книгата во луксузно тврдо издание, тврдокоричено издание, Кочо Рацин, живот, песни и смрт. Ни требаа повеќе години додека ја подготвивме оваа книга, бидејќи се работи за еден од највлијателните поети во историјата на македонскиот народ. Во една прилика јас реков дека е тој еден од најголемите живи и мртви поети, мислам дека не грешам. И баш ми е мило што Бели мугри, Центарот за култура од Кочани, не поканија овдека и би сакал да напоменам дека ова е прва покана за нашата стрип книга да направиме промоција во некој град во Македонија. Промоцијата на стрип книгата за Кочо Рацин е дел од одбележувањето на празникот 25 ноември и 78 годишнината од отпечатувањето на култните рацинови бели мугри. Секоја година во пресред на празникот на нашата установа, 25 ноември, книжевно-издавачката дејност подготвува настан кој е поврзан со Рацин и неговото твориште. За оваа година подготвивме настан што е редок и необичен. Ќе промовираме книга од стрип издание во издание на Стрип Центарот од Велес. Оваа година наш гостин е авторот на книгата. Тоа е Ване Трајков, инаку е сценарист на стрип книгата. Ова е незина прва промоција и мислам дека читателската публика ќе биде одушевена затоа што за прв пат во Кочани донасаме поинакво издание. Стрип културата во Македонија е некако замрена, иако во светот веќе повеќе од 100 години ги плени луѓето
и ги мотивира и се уште е предизвик за многу писатели, сценаристи, карикатуристи. Тајната на стрипот е во едноставниот пристап во раскажувањето приказна преку слики, која ги плени луѓето од цел свет повеќе од 100 години. Стрипот е приказна базирана на сценарио и раскажана преку цртежи, накратко филм на хартија. Поради големата популарност, стрипот како форма на културен израз се здоби со епитетот девета уметност. Стрипот не излегува од тренд, тој се уште е голем предизвик за многу писатели, уметници, драматурзи, сценаристи, карикатуристи, афористи, заедно да создадат дело кое во себе вклучува повеќе културни вредности, беше речено на промоцијата. Стрип книгата присутните имаа можност да си ја купат по намалена цена од вообичаената и се продаваше за 300 денари. Здруженијето Национален ромски центар од Куманово во петок во Кочани организира промоција на кратко креативно видео подготвено во рамките на проектот Унапредување на достапноста до здравствената заштита на жените ромки под мотото Ајде да зборуваме, моето здравје е мое право. Целта е зајакнување на жените ромки и девојки преку дискусии да говорат на чувствителни теми за сексуалното и репродуктивно здравје. Од своето основање во 2005 година Националниот ромски центар од Куманово се развива како застапник и поддржувач на ромската популација во Македонија, како и на сите групи во заедницата кои живеат во социјален ризик, односно болест, сиромаштија, се соочуваат со дискриминација, сегрегација или се ранливи и живеат на работна, социјална и економска маргинализација. Националниот ромски центар од Куманово во рамките на здравствената програма повеќе од една декада го има искуството и праксата да работи со ромската заедница. Она што може да се забележи на терен е дека се уште има потреба од зајакнување и подигнување на свеста за основните здравствени права помеѓу жените и девојките ромки. Од таа причина, во 2017 година продолжија активностите во рамките на проектот Унапредување на достапноста до здравствена заштита на жените ромки, како продолжение на проектот кој успешно се спроведуваше и во 2016 година. Главна цел на проектот е да се зајакнат жените ромки и девојки преку дискусии да говорат за чувствителни теми, табу теми како што се сексуалното и репродуктивното здравје, права и пристап до превентивна и здравствена заштита. Но истовремено да се повикаат на отчетност и одговорност релевантните институции и креатори на политиките кои се донесени во врска со жените ромки во последните 2 години. До сега активностите на Националниот ромски центар беа насочени кон предлагање и застапување на политики кои го таргетираат сексуалното и репродуктивното здравје, при тоа користејќи го методот базиран на докази. Понатаму работата се пренасочи кон промоција и застапување на сексуалното и репродуктивното здравје помеѓу ромките. Целта е зајакнување со знаење и информација на оние кои најмногу им треба помош, најзагрозените и најранливите, тие кои што не знаат кај да се обратат, немаат можност да платат или мислат дека ќе бидат обележани заради тоа што сексуалното и репродуктивното здравје е табу тема во општеството. За таа цел, во рамките на проектот Унапредување на достапноста до здравствена заштита на жените ромки, под мотото Ајде да зборуваме, моето здравје е мое право, е направено креативно видео со цел да се зголеми информираноста на сите оние кои имаат прашања во врска со сексуалното и репродуктивното здравје. Средбата во Кочани ќе се одржи во петок на 24 ноември во пицерија Пјаца со почеток во 13 часот. На кафе со бегалците е интересен настан за размена на мислења и подигнување на свеста за мигрантите и бегалците, што ќе се одржи во Кочани. Истиот е дел од проектот на УСАИД за заштита на правата на мигрантите и бегалците. Кафе со бегалците и мигрантите е настанот што го организира Македонското здружение на млади правници во кафе бар Класик во Кочани во сабота на 25 ноември во 14 часот. Настанот е дел од проектот на УСАИД за заштита на правата на мигрантите и бегалците. На овој интересен настан присутните ќе имаат можност да погледнат емотивно видео во кое неколку баратели на азил во Република Македонија ги споделуваат нивните искуства, пошто ќе се отвори простор за разговори во кој секој присутен
присутен, ке има можност да ги сподели своите ставови, мислења или стравови за бегалците, мигрантите и бегалската криза. Целта на овој настан е да се подигне свесноста за искуствата со кои се соочуваат овие лица за време на нивното патување, меѓу кои и потенцијалната опасност да станат жртви на трговија со луѓе, како и да се намали жигосувањето на оваа група граѓани. Овој настан е дел од низа настани низ Македонија како дел од проектот на УСАИД за заштита на правата на мигрантите и бегалците, спроведен од страна на Македонското здружение на млади правници во соработка со Здруженијето на граѓани за акција против насилство и трговија со луѓе, Отворена порта. Завршен настан на кој беа доделени благодарници на сите училишта кои што се вклучија во одбележувањето на месецот на книгата, организираше литературниот клуб Копнеш и библиотеката Искра. На заедничкото дружење се разменуваа впечатоци од литературните читања и одбележувањето на месецот на книгата. Литературниот клуб Копнеш во библиотеката Искра организираше литературно читање како завршен настан од активностите за одбележување на месецот на книгата, кој што секоја година се одбележува од 15 октомври до 15 ноември. И годинава се одбележа со голем број активности кои имаат за цел популаризација на книгата, како и книгата да биде достапна до идните читатели од различни возрасти. На активноста беа поканети директорите на училиштата, наставниците по македонски јазик и ученици од секое училиште на заедничко дружење, при што се разменија впечатоци од литературните читања во училиштата по повод месецот на книгата. На сите училишта им беа доделени благодарници за досегашната успешна соработка. Заврши месецот на книгата, исто така и ние завршивме со нашите одбележување и нашите активности во тој дел, и еве денес по повод завршувањето на месецот на книгата сме овде тука собрани со цел да се потсетиме што се всушност случуваше на сите тие наши средби со учениците во училиштата. Исто така ги поканивме и нив да бидат овој пат тие наши гости и да уште еднаш да ја размениме нашата мисла и нашиот пишан збор, со што уште еднаш ќе пренесеме пораката дека како велат, книгата е најверен пријател и најдобар пријател на човекот. Инаку активностите за одбележување на месецот на книгата започнаа со запишувањето на правооделенчињата во библиотеката, со што сите правачиња бесплатно беа запишани како редовни членови на библиотеката. Оваа активност е согласно годишната програма за работа на установата, која се вклучува во одбележувањето на неделата на детето и месецот на книгата. Потоа беше одржан општинскиот надпревар на млади библиотекари со учество на надпреварувачи од основните училишта од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Кочанската библиотека во рамките на месецот на книгата го реализираше и традиционалниот саем на книгата, кој 10 дена беше отворен во просториите на библиотеката, а излагаа 15 издавачки куќи од Македонија. Литературниот клуб Копнеш реализираше литературни читања во детската градинка и основните и средни училишта во Кочани и соседните општини. Духовна трибина на тема толкување на символот на верата, трет дел, ќе се одржи на 24 ноември, петок, во библиотеката Искра со почеток во 17:30. Граѓанската организација Воскресение ги поканува сите граѓани и верници да присуствуваат на трибината. Предавач ќе биде ѓакон Димитар Арсовски, а трибините се со благослов на владиката Иларион. Следува информацијата од спортот. Младите членови на клубот за гимнастички спортови од Кучани успешно ја завршија и годинашнава сезона, обезбедувајќи солиден настап на последното државно првенство на Македонија, што се одржа во Битола. Освоени се 4 први, 3 втори и 4 трети места во поединечна и во екипна конкуренција. Младите гимнастичари од Кочани и годинава со успех ја завршуваат сезоната на надпреварување на домашна сцена. На државното првенство во А и Б лигата за момчиња
Нашите представници се вратија со 4 први, 2 втори и 3 трети места во поединечна конкуренција. Златен медал гимнастичарите освоија и во екипна конкуренција. Домакин на првенството беше клубот за гимнастички спортови Партизан од Битола и според информациите од организаторот, надпреварите поминале во одлична атмосфера, при што се постигнати солидни резултати. Меѓу нив се истакнали и кочанските гимнастичари кои скоро во сите возрастни категории се закитиле со едно од првите 3 признанија. Освојувачи на златни медали во А лигата се Антонио Јаношевиќ кај постарите пионери, Димитри Спасов во конкуренција на млади јуниори и Стојан Анастасов кај јуниорите. Освен нив, добар успех и освоено трето место имаа и Филип Ангелов кај постарите пионери и Ристе Симеонов во конкуренција на млади јуниори. Во Б лигата пак, првото место и златниот медал нашите гимнастичари го освоија во екипна конкуренција во категоријата помлади пионери. Поединечно, второ место освоија Никола Илиев кај помладите, а Лука Цветков кај постарите пионери. Дамјан Ѓоргиев меѓу постарите пионери се закити со бронзен медал. Во женска конкуренција пак, помладите пионерки на клубот за гимнастички спортови Кочани го освоија третото место, а Јана Николова во поединечна конкуренција на јуниорки беше второпласирана и освои сребро. Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.